Вести на Канал 8, добро вечер. Во рамки на кампањата за претседателските избори, митинг во Кочани одржа кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Пред граѓаните тој ја представи својата политичка програма, при што рече дека на Македонија и се потребни нови луѓе кои ќе ја изнесат државата од долгиот и мрачен тунел во кој ја внел актуелната власт во изминатите години. Според релевантни меѓународни институции, Македонија е најголемата мизерија во Европа во економска смисла. Таа никогаш не била како Германија или Швајцарија, но на вакво дно во економска и социјална смисла не била досега, зашто виновна е актуелната власт во државата. Така го започна своето обраќање Стево Пендаровски, претседателски кандидат на социјалдемократите, на митингот што се одржа во Кочани. Пред присутните граѓани во трговскиот центар зборуваше и претседателот на општинската организација на СДСМ Сашко Костов, кој побара од членовите и сите граѓани да му дадат едногласна поддршка на нивниот кандидат. Во обраќањето пак Пендаровски рече дека денес Македонија има најниска стапка на развој од сите држави во Европа и на Балканот, па дури и од оние кои не биле држави кога ние го добивме кандидатскиот статус за Европската унија. Во Кочани и во Кочанско, од целиот регион, ги имате на едно место сите лоши работи кои ги има во Македонија. По сите параметри тоа е најсиромашниот регион во Македонија. И по сите статистички показатели од овде, од градот и од околината, има најголема стапка на иселување. Сите што можат бегаат од својата земја, за жал Кочани и околината тоа го прават во најголем процент. Пендаровски рече дека од многуте лоши политики што ги водат актуелната власт и претседателот, најпогубна за државата била политиката на делби на подобни и неподобни граѓани. Тој го коментираше и работењето на досегашниот претседател на државата. Имавме уште еден владин службеник кој ги аминуваше сите без исклучок, сите законски проекти на владата. Не постои еден указ за важење на закон, единствен указ кој не е подпишан, ниту еден законски проект кој е оспорен од претседателот на Република Македонија, зашто има само две причини. Или законите кои владата во изминатите 5 години сите до еден, баш сите до еден биле перфектни, или човекот кој ги подпишувал тие укази бил уплашен да не ги подпише за да не биде на тоа место на кое што е поставен. Кандидатот на социјалдемократите за претседател рече дека знае како да помогне државата да се извлече од сегашната ситуација. Работа на претседателот е да ги спојува разликите и сите да ги третира како луѓе и како граѓани, не како припадници на овој клан, на онаа фамилија и на таа и таа политичка партија. Република Македонија може да биде среќна, просперитетна, напредна и демократска само ако е дом за сите нас, а не само за малкумина. Апелирам до сите вас, колку што можете, обидете се да ги разубедите, да ги убедите сите ваши сограѓани, сите луѓе што живеат во околината, дека со овие луѓе што се сега на власт, Македонија нема да мрдне ни милиметар напред. Со други луѓе, да. Од митингот во Кочани, Пендаровски упати апел до граѓаните на денот на гласањето да одат на гласачките места без страф дека некој знае како гласале и својата поддршка да му ја дадат на оној кој тоа навистина го заслужува. Нема доставени независни листи за пратеници во оделението на Државната изборна комисија во Кочани, а мал е бројот и на граѓаните кои извршиле увид во избирачкиот список за парламентарните избори. Рокот истекува в недела. До истекот на рокот, вторник 19 часот, во подрачната канцеларија на Државната изборна комисија не биле доставени независни листи за пратеници. На 25 март заврши рокот за собирање потписи за предлагање на листи за кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија од група избирачи. Потписи од група избирачи можеа да се собираат и пред овластено лице во дипломатско-конзуларните представништва. Од 16 март започна да тече 20-дневниот увид во избирачкиот список за предвремените парламентарни избори. Во подрачните оделенија и местни канцеларии на Државната изборна комисија истовремено тече рокот и за увид во избирачкиот список и за пријавување на диаспората за гласање или за запишување, дополнување или бришење на податоците од избирачкиот список.
Увид во избирачкиот список за парламентарните избори во Кочани извршиле околу 200 граѓани. Информираат од подрачната канцеларија на Државната изборна комисија, што се наоѓа во зградата на локалната самоуправа. Според раководителот Снежана Хаджипаунова, малиот број се должи на фактот што голем број граѓани направиле увид, извршиле промена или упис в пресрет на претседателските избори. Рокот за увид во избирачкиот список за предвремените парламентарни избори истекува на 30 март, недела на полноќ. Предвремените парламентарни избори се закажани на вториот круг од претседателските избори на 27 април. Имајќи предвид дека кампањата за овие избори почнува на 5 април, молкот по одлука на Државната изборна комисија ќе биде на 12 и 13 април. Листите на кандидати за пратеници, овластените представници на предлагачите до Државната изборна комисија треба да ги достават најдоцна до 29 март. Потпорен зид на улицата Јане Сандански во Кочани цела година стои срушен во двор на семејна куќа. Собствениците бараат помош од општината да се санираат оштетувањата и да се преземат мерки нов дел од зидот да не им падне врз куќата. Дворот на семејството Карови, што се наоѓа на улицата Јане Сандански во Кочани, е затрупан со земја и камења од потпорен зид што се срушил по големите дождови пред една година. Со своји сили тие се обиделе да ја санираат состојбата, но последиците од паѓањето на зидот се уште се видливи. Зидот се срушил додека тие спиеле, па среќа во несреќа е велат што во тој момент немало никого во дворот. Финансиската состојба не има возможува со механизација да го отстранат наносот, па помош побарале од општината. Експлозија се случи, материјална штета има голема, а никој не ни помага. Па се обраќаме кои сакат. Градоначалникот за познање обеќа, иди ке направиме 7, чекам, никој ништо не даваја, се си е по старо и се е по исто. Немаме средства. Треба да уложуваме. А дека прво да се дадат за вода ли, за струја ли, доваѓат, секој момент исклучуват ни струјата. Карова вели дека од општината дошле службени лица, ја констатирале состојбата, направиле мерења, но досега ништо не е преземено. Загриженоста е поголема кај неа поради можноста да падне уште еден потпорен зид што се наоѓа на само 10 сантиметри од семејната куќа. Од водата што се слева по него, тој веќе е подкопан, а по патот што се наоѓа над него често поминувале возила и тешки камиони, што е потенцијална опасност за нивната безбедност. Може да падне и куќата да ни се сруши скрос, па треба да се заштити. Темелите на високиот потпорен зид целосно се гледаат. Доколку не се преземат соодветни мерки, ерозијата може да предизвика негово паѓање, а со тоа и соседната улица да се најде во дворот и врз куќата на Карови. Тие очекуваат дека од општината ќе помогнат да се реши состојбата, за да можат навечер мирно да спијат. Се интензивира изградбата на патиштата кон селата Јастребник и Бели. Градоначалникот Димитровски го посети патниот правец Кочани Јастребник и најави дека истиот ќе биде завршен кон крајот на идниот месец. Финансиската конструкција за асфалтирањето на патниот правец Кочани Јастребник изнесува 4 милиони денари, а ќе се асфалтира делница во должина од 710 метри и ширина од 4,5 метри. Асфалтирањето финансиски е поддржано од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Република Македонија и од локалната самоуправа. Со председателот на Советот и со председателот на местна заедница Јастребник извршиме увид во работењето на патниот правец од Брана Градче, дел до населеното место Јастребник, во вкупна должина од некаде 1100 метри, која што е по две основи. Едната основа е од Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој, а додека другата основа е од општина Кочани. Изведувачите, фирмите Стојменов и фирмата Пелагонија, успешно си ја вршат својата работа и спрема нивните кажувања тие сето тоа ќе го завршат во рокот кој што е предвиден, односно крајот на месец април оваа година. Очекуваме дека квалитетот ќе биде целосно постигнат од она што е дадено во тендерската постапка и дека ќе имаме како доаѓа една третина од овој пат, критичниот пат кој што ќе биде завршен за населеното место Јастребник.
Механизацијата е на терен, во меѓувреме течат и активностите за асфалтирање на патот кон селото Бели. Конечно во село Бели се реновира патот со нов пат, асфалтен пат, со доđена од 1400 метра од влезот на селото, кој што го врзува до новиот пат кон Дабот, манастирот Светилија. Онај патот се состои од 4,5 метри должина, широчина, плюс 75 сантима банкина. Овој пат последните години беше во исклучително лоша состојба, што наложуваше брза интервенција. Неговото асфалтирање беше најавувано неколку пати до сега. Ние сме благодарни како прва и одделна што имаме канализација. И сега конечно и нов асфалтен пат за селото, што е корисен многу за селаните и што ги поврзува и другите села, Нивичани и село Пантелеј. Во најава е асфалтирање и на другите патни правци, што се реализираат со кредитни средства. Во Облешево се гради ново спортско игралиште. Тоа е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт за изградба на 100 повеќе наменски рекреативни игралишта, какви што веќе добија неколку населени места во регионот. Градеж на механизација и работници од пред неколку дена ја започнаа изградбата на повеќенаменско спортско игралиште во Облешево. Тоа е лоцирано во центарот на населбата, непосредно спроти паркот и постојните детски игралишта изградени пред 10 години. Новиот спортски терен е дел од проектот 100 повеќенаменски спортски игралишта во Македонија. Заедно со придружната инфраструктура ќе се простира на површина од околу 2000 метри квадратни, при што теренот ќе биде со димензии 42 на 25 метри. Локалната самоуправа веќе ја заврши постапката околу документацијата за земјиштето, а финансиската конструкција за изградбата ја обезбеди Агенцијата за млади и спорт. Според стандардизираниот проект, игралиштето ќе обезбеди услови за мал фудбал, ракомет и кошарка, за што по завршувањето на градежните работи ќе бидат поставени и потребните реквизити. Исто така, теренот ќе биде осветлен со можност за рекреирање во вечерните часови, а ќе се постават и клупи и друга придружна комунална опрема. Според проценките на изведувачот, се очекува градежните работи на новиот спортски терен да бидат завршени во рок од 2 месеци, кога треба да биде предаден во употреба. Вакви игралишта веќе добија повеќе населени места во источниот регион, меѓу кои и Зрновци, Виница и Кочани. Продолжува воведувањето на географско-информациониот систем во општините од источниот плански регион. Во Облешево се одржува дводневна работилница за проверка на куќниот модел и активности за надминување на проблемите што се јавуваат при користењето на системот. Неполна година откако практично започна да функционира географско-информациониот или така наречен ГИС систем на територијата на 11 општини од источниот регион, се согледуваат и првите проблеми. Со цел системот да се надгради и унапреди, Центарот за развој на источниот плански регион, кој е носител на проектот, организира дводневна работилница во Облешево. Административните лица од општините во регионот со забелешки и дополнителни обуки за ГИС системот што се реализира со експерти од словенечката компанија Калиопа, бараат соодветни решенија за надминување на недостатоците. Во овие 2 дена ќе работиме на корекција на тие на одредени проблеми кои се појавуваат кај во самиот систем кај одредени општини, а како главна тема на овие 2 дена е адресниот модел и деночниот модел. Кој е бенефитот со ова за општините? Значи на овој начин тие ќе бидат поефикасни, односно нивното работење ќе биде поефикасно од аспект на тоа ќе можат да знаат кои куќи и не само куќи и делови објекти кои имаат платено данокот, ќе имаат преглед на тоа кои луѓе живеат, колку луѓе живеат во тие објекти и така натаму. Со завршувањето на проектот и целосното профункционирање на ГИС системот, граѓаните веќе можат да ги проверуваат географските податоци за својот имот, а за таа цел можат да се поврзат и на интернет адресата и opstina.mk низ Коцани. Проектот е со време трајање од 3 години, до сега се поминати 2 години, значи проектот трае до година до март, значи до март 2015 година. Потоа се надеваме дека или ќе го продолжиме заеднички проектот преку Центарот за развој на источниот плански регион или секоја општина ќе си продолжи самостојно да го работи. ГИС системот се применува во сите развиени земји, а источниот плански регион е прв во државата каде целосно се воведува.
За негова реализација се потрошени 200.000 евра, од кои 60% донираше владата на Република Словенија, а остатокот го покриваат 11 општини од регионот. Како резултат на неколку годишна работа во рамките на програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, годинава Основното училиште Кочо Рацин од Блатец се здоби со статус екоучилиште со сребрено ниво. Здобиениот статус и членството во меѓународната мрежа на екоучилишта е само поттик за понатамошна работа во рамките на програмата, следејќи ги 7 чекори да стигнеме до зелено знаме. Приликава ја користиме да ги поканиме невладините организации и бизнис секторот, како и сите родители, ученици и заинтересирани за поактивно вклучување во работата на училиштето и подигнување на свеста за зачувување на природата, истакна од училиштето. Промовирана монографијата Кучичино, минато, сегашност и иднина на авторот Славица Цветкова. Станува збор за третата монографија на населено место во Кочанско, на која таа работеше изминатиот период. Промоцијата на монографијата за селото Кучичино се одржа во библиотеката Искра. Автор е Славица Цветкова, а носи наслов Кучичино, минато, сегашност и иднина. На 120 страни со 67 фотографии, авторката ги представува историјата и животот на селото. Монографијата Кучичино, минато, сегашност и иднина ја подготвував речиси 3 години. Идејата да се зафатам со пишување на монографија за ова село беше тоа што ова село некако ми се чини многу мистично. Тоа секогаш било затворено село и најдолго во него се зачувани многу автохтони обичаи и обреди. Тоа инаку е село кое што во минатото пулсирало од живот, а денес се повеќе се иселуваат од него. Идејата да се зафатам со книгата беше да зачувам дел од богатството што го има ова село. Славица Цветкова е автор и на монографијата Теранци низ времето, како и на дел од монографијата за селото Бели. Оваа монографија е подарок за жителите од селото, каде што е роден мојот сопруг и каде што ние повремено предстојуваме. Покрај тоа јас работев на монографијата за селото Бели во делот за образованието и културно-забавниот живот. Мене ме привлекува истражувачката работа и затоа јас ќе продолжам и понатаму да работам на овој план. Осврат кон монографијата Кучичино, минато, сегашност и иднина имаше рецензентот Вера Анастасова, професор по историја, како и новинарот Киро Герасимов. Рецензија за монографијата напиша и професор доктор Александар Стоимилов. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в четврток 27 март ќе останат корисниците од село Чешиново. Прекините ќе бидат во периодот од 10 до 15 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тој реон. И за крај од вестите, спортската информација. Стартуваше училишната лига во мал фудбал за основци. Станува збор за последното општинско надпреварување во рамки на училишниот спорт. Стартуваше училишната лига во мал фудбал за основци, која годинава брои само 5 екипи. Системот на надпреварување е едноставен, секој против секого. Во првото коло беа одиграни 2 надпревари. Во првиот Малина Попиванова го совлада Никола Карев со 2:1, додека во вториот екипата на Свети Кирил и Методи беше подобра од Раде Кратовче со резултат 4:1. Слободна ова коло беше екипата на Крсте Петков Мисирков. Надпреварите се играат секоја среда со почеток во 13:14 часот во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Лигата беше воведена во 2010 година како прва училишна лига во кој било спорт.
Од година во година, овој тип на надпреварување се прошири со воведувањето на кошаркарските лиги во машка и женска конкуренција, шаховскиот турнир, а од годинава и лигата во ракомет. Сите тие лиги веќе финишираа, остана да се одиграат уште надпреварите од лигата во футсал. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас.